Како најдобро да се разберат лицата со аутизам од средината, а пред се од нивните воспитувачи, наставници и образовни асистенти. Ова е клучниот момент во инклузијата на лицата со попреченост во општеството, а зашто истражувањата и одговорите се бараат постојано на сите нивоа. Разбирањето тргнува пред се од запознавањето на тие деца. Значи, јас многу често кажувам, не ја гледајте попреченоста, гледајте го детето. Значи, намалување на стравот од некој неуспех во работата со нив, намалување на предрасудите што се имаат и се разбира континуирани едукации на вработените, на кадарот, како што кажа колегата. Сето тоа чекор по чекор води кон запознавање на тие дечиња, а со самото тоа и доближување на установи на библиотеките во случајот за тие деца. Со единствениот музикотерапевт во Македонија, универзитетскиот професор Томислав Таневски, музиката е клучен фактор во инклузивноста на лицата со аутизам во општеството. Вообичаено се работи со музика која е инструментална, значи која нема текст, затоа што текстот психолошки вие малку поинаку врз самата работа, додека се работи, и не е важно кој жанр ќе се употреби, важно е од почеток е многу битно семејната музика, што слушаат, како слушаат дома, за да може да се преде и кон посериозна музика, односно кон класиката. На кое ниво е инклузивноста во нашава држава во однос на високо развиените земји? Инклузивноста е на многу ниско ниво, можам да кажам. Во споредба со западните држави, тоа што јас ќе го презентирам денеска е еден пример за тоа како работат во западните држави, како е овде ке нас. Ова е нешто прв пат што се случува. Да зборувам како музиката е еден мост со библиотеките и со инклузијата на лица со посебни потреби. Инклузивноста треба да обезбеди иднина на овие лица. Кои услови треба да се исполнат? Особено за аутизмот, еве на пример, аутизмот исклучени се од за лична асистенција, значи не се спомнати во закон. Многу битно е да има центри. Многу битно е да има центри затоа што буквално ни е загрозено работното место на родители. Затоа што еве доколку нема кој да се грижи за детето, ти ќе загубиш работа, нема да можеш да одеш на работа, ќе стане социјален случај. Но оваа тема, денеска и утре по повод Светскиот ден на аутизмот во Штип се одржува дводневна обука која е организирана од Универзитетската библиотека Гоце Делчев во Штип. Нашата цел е да овозможиме еднакви можности за сите граѓани, односно секој граѓанин да има еднаков пристап до информациите, културата и знаењето. Официјална евиденција колку во Штип има деца и младенци со аутизам нема, но според нивните родители бројката е околу 200, од кои 150 се деца, а остатокот младинци со аутизам.